Најголемата фотонапонска централа на Балканот ќе се гради кај Штип, најави денеска на пресконференција премиерот Зоран Заев, не прецизирајќи го периодот за почеток на градба, но навестувајќи дека тоа ќе се случи во мошне краток временски рок, Заев ја образложи првичната скица на идната фотонапонска централа. Тоа е локацијата на порано предвидениот аеродром во Штип, од 477 хектари, комплетна државна сопственост, во близина на големите трафостаници и далноводи, едноставно кажано идеална локација на која што планираме меѓу 300 и 350 мегавати фотонапонска електрана, веројатно една од најголемите или ако не најголема на Балканот. Самата инвестиција 200 милиони евра, веруваме дека ќе најдеме начин на финансирање без било тоа да влијае на било кој начин на државниот долг. Што ќе значи оваа капитална инвестиција за Штипската општина и пошироко? Тоа за нашиот регион ќе значи запослување на вработени, ангажирање на локални компании кои што ќе градат фирмата, ангажирање на штипјани и од околината граѓани кои што ќе работат во одржувањето и сервисирањето на оваа фотоволтаична единица, така да ова ќе значи еден огромен бенефит за целиот регион, посебно за Штип како град и нашите граѓани кои што ќе имаат шанса да наоѓаат нови работни места со задоволителни добри плати. Оваа фотонапонска централа е дел од владиниот план, Штипскиот, но и Свети Николскиот регион да биде своевиден центар за производство на зелена и обновлива енергија. Пред се од идниот ветерен парк помали фотонапонски централи, од кои една со приватна инвестиција од 5 милиони евра ќе биде лоцирана и во Кочани. Фотонапонски централи што се реализираат веќе и дел во следниот период ќе продолжат да се реализираат во Македонски Брод и во Свети Николе на државните локации, но на многу други приватни локации. Фотонапонски централи во Кочани, исто така приватни инвестиции, домашни компании, вредност на инвестицијата 5 милиони евра. Завршени се постапките, очекуваме почеток на изградба во следните неколку месеци. Исто така завршени постапки, дадени лиценци од страна на државата, добиени одобренија за градба, подпишани договори, дели регулирани комунали на општините, се трите регионални ветерни паркови. Ветерен парк Богданци од 30 мегавати, втората е во Свети Николе од 36 мегавати, добиена лиценца на ватростална инвеститор, домашен инвеститор, вкупната вредност е 60 милиони евра. Предходно изнесеното е дел од обемната владина програма насловена како Интервентен план за инвестиции 2021-2027 година, проектиран на импозантни 8 милиарди евра.